време да влеземе во светот на балетот. Драго нешто... За него не треба да се прашувам, мислам дека секаде се адаптира. Да му биде шопата, ама некако како при нас операција дека ги Готови за терапијата. Готови за перенција. Па на крај ќе падне и за тоа ми е. Добро. Не, супер. Слободно? Полека. Не, добре. Некако, знаеш, тоа торзо треба да го одржуваш. Да, мора да стоеш прави. Сега некој се спушти вдоле. Тоа ми е малку чудно. Али добро, може справено да видам. Бигор, многу не драго, ние веќе всушност твоето име беше од вестите најавуваме, знаеш, од Сабајле од вестите, Игор Киров. Промодел, бидејќи вистина во светот на балетот, каде што секој движење раскажа приказна, секоја пауза е полна со значење, постои баш кореограф кој што ја спојува традицијата и современата уметност. Неговото име е денес присутно во нашето студио и вистина се еден од ретките кој што кажавме со Цеца имаше прилика и се уште да струи тука по овие интернационални делови географии и вистина да ги обсервираш сите големи сцени, вклучувајќи и сега најновата нели во Москва, па тоа е и уште една причина плюс. Како? Во Перм. Во Перм. Да. Меѓутоа Русија, да. Ама нема да погрешиме дека беше еден од ретките кој што и со Болшој работеше во својата биографија, го имаш. Овој пат својата последна кореографија ставена токму на оваа сцена, поема за толкањето, затоа и ќе спомнеме уште мал милион ситници сигурно ќе се. Или понашки речено реквием. Реквием. Да. За мене, јас си го водам како реквием, затоа што музиката е на Моцартовиот реквием и тоа беше првенствената идеја да се направи реквиемот. Од самиот старт беше прифатена од страната на Евгени Памфилов во градот Перм. Тоа е град со скоро 2 милиона луѓе и во Русија постојат два града каде што освен националната компанија, операта, се формирани и модерни компании, како што е Борис Ейфман во Санкт Петерсбург, освен Киров балетот или Марински, постои и еден од основоположниците на неокласичниот модерен нивни, како што викаат во Санкт Петерсбург, а Евгени Панфилов бил баш еден од пионерите на рускиот модерен танц, кој што за жал не е жив, но регионот на Перм, од каде што доаѓа, од каде што основа својата компанија, после неговата смрт е веќе 20 години, баш во склоп на 20 години од како се вика тоа, од неговата смрт беше формиран фестивал, каде што во склопот на фестивалот требаше тематски да се најде нешто што ќе се поврзе со неговата смрт. Така да некако реквиемот е место за мртвите, која што на некој начин добро се вклопи со тоа, со неговото непостоење повеќе, али и неговото творештво. И сакавме со директорката на компанијата да најдеме еден модул каде што ќе споиме не само абстракција, него и сторија која што ја поврзува таа смрт и нашето битие за кога ќе изгубиш некој во животот. Така да со драматургот од Белград Ѓорѓе Косич најдовме една идеја да ги споиме божествената комедија од Данте и Моцартовиот реквием, кој што на вистина секоја нота внатре се вклопи во приказната од Данте и толкањето по Беатриче, желбата. И смееме да кажеме дека ова е некоја метафора на човечка потрага? Да, по нешто што кога човек е желен, кога некој ќе изгубиш, ти се уште мислиш дека можеби некои луѓе се уште мислат дека можеби таа особа или целиот порив по тоа дека си го изгубил некој што сакаш до тебе може да те одведе во еден друг правец. Така да некако божествената комедија и Моцартовиот реквием се споја на еден многу убав начин и дел од критиката го кажа како кажат кога ќе почне представата, како да го гледавме едно перо кое што ностоп ги пишува нотите на Моцарт и зборовите на Данте. Така затоа што мојот стил на поглед. Игора, ова го создаде наменски за фестивалот или беше нешто некое твое дело? Јас генерално никогаш се трудам, се додека можам, додека сум во форма и телото ме служи да стварам нови дела. Еден ден кога ќе не можам кога ќе нема да сум толку покретен, подвижен, кога ќе наполнам пензија, ќе враќам и ќе обновувам и реконструирам стари дела. Некогаш ретко се дешава да компанија затржи старо дело да го поставам, се има дешавано, но кога ќе дојдам во разговор со компании, секогаш преферирам да правам ново дело. Затоа велам, современ танц ти е тебе и
Мислам, остануваш инспирација кога инспирираш. ќе влезеш во една компанија со нови играчи, нова сила, зашто да враќам старо нешто? Кога сите тие играчи се инспирација да јас креирам. Да, меѓутоа никој пат не забораваш традиција да вметнеш. Мислам, тоа е убавото. Затоа велам, јас има еден футуризам и традиција кои што секој пат се привлекуваат во твоето, баш Перо би споменал. И како ја балансираш генерално денеска е таа емотивна тежина на темата естетска убавина на балетот? Дали постои момент кога вистина болката станува вистинска уметност? Така некако и ова нова, да речеме, конкретно поема за толкањето. Некако така ми е... Има болка кога лично, сега малку ќе се насмеем, лично кога ќе погажам по 100 пати еден покрет, болката станува во мене. А јас не сум повеќе 20... Дето не правете го дома. А јас не сум повеќе млад, кој што, знаеш, мислам, немам проблем јас да покажувам и покажувам, затоа што, тоа што реков, се уште активен сум, да. Но кога ќе покажеш 100 пати една ствар, затоа што целиот процес на работа е 5, 6, 7 недели. Сега на тие 5-6 недели, ајде првите 4 недели додека да се створи целата представа се покрет, затоа што моите представи се во покрет. Моите представи се полни со движења и сите движења се поставени од мене. Значи јас од А до Ш, што би се рекол, се поставени од мене. Генерално во големите компании. Сега кога ќе влезам во компанија каде што ќе видам дека играчите имаат повеќе креативност, тука веќе се надоградуваме еден со друг. Инспирираат и они тебе? Да, мислам, и овие играчи ме инспирираат, но некош, например, играчите од респект према кореографот не си дозволуваат да дадат свој удел. Во сето него чекат се да биде спакувано на страна на кореографот. Знаеш, секоја компанија, секоја држава, секоја култура има различен пристап кон кореографите. Така да... Игор, пред малку спомена пензија, сега спомена не сум веќе толку имам уште 15 години до пензија. Не, знаеш што, ќе ти кажам една ситуација од утрева со колешката Христина од Вести, зборуваме нели кој ќе ни дојде и велам Игор Киров, вика, тоа детето од Ребис. Детето. Детето 50 години стана. Детето од Ребис. Ама се уште ти остана така, некако веројатно е... Дали тоа ти буди, какви емоции ти буди? Затоа што се тргна од таму и сега веќе дојдовме да зборуваме и за пензија, 15 години до пензија. И плюс, годинава во твојот роден град се одржува 40-то издание на Макфест. Да. Уште една убава јубилејна ситуација. И мислам дека сум тука. Да, мислам дека ќе сум тука. Тоа негде крај на октомври е. Момчето од Ребис што играше. Сите знаеме дека целата моја кариера уствари почна од Макфест или не, чекор наназад од Пионерскиот дом. Ајде, Пионерски дом во Штип, тогаш е Пионерски дом. Тоа беше веќе интерно. Макфест беше кога луѓето запознаа кој сум јас, за да веќе кога дојде во Ребис, детето од Ребис. И луѓе бев некоја минатата недела имав некоја работа да завршам и во една државна институција дојде една жена вика, ти не беше вика дечкото што играше балетанот. Така да се најбавите спомени. Имаш ли комуникација со Гордана Дејанко Христова, бидејќи таа е на другиот крај од once in a while. Кога бев последен пат, мислам дека во не, што сме сега сме октомври во... Не сме ни октомври. Не сме ни октомври, април сме. Затоа што ја предавам на академијата во Љубљана и секојаш идам еден месец во прв семестар, мислам дека беше, ако не се лажам, не знам. Не е важно. Нејзина ученичка Милица Церовичко, што е кореограф и професор по джез, предававме заедно во исто време се погодив. Ние сме сите визитинг професори и се најдовме со Милица затоа што Милица доаѓа од Нови Сад и Гоце била прва професорка. А Гоце ми беше на мене прва професор, мислам особа која што ми ги генерации. Да, значи ја и Милица сме генерација заедно, така да на некој начин или Гоца се шалташе од Нови Сад па дојде тука и тогаш се слушнавме. Фала Богу, добро е, да. Once in a while, што се реклами комуникација, се пишеме, она ми вика, сине мој. Така да, за сега функционира во Еквадор, каде што е сместена. Здрава, жива, чува внук. Мислим, ни внука не знам точно, али за сега, да, имам комуникација. И таа е синонима за Ребис, и ти си синонима за Ребис. Ама ми мислам дека најбавиот подарок кога луѓето ти го чевствуваат твоето име баш на некој начин, свое интимно гледање на Игор Киров, никогаш кога нилики ни се создадат емоции со твоето дело. Има доста луѓе кои ќе, например, тие по старите генерации луѓето кои што ме знаат. Моите генерации веќе тоа е све, ја нема таа начин комуникација. Еве сега кога се враќав баш на Истанбул, ми дојде еден пар, маж и жена,
Само да ве поздравиме, да ви честитаме, ве пратиме, секој е добро. Фала И многу. па импонира. Да, Сепак мислам, импонира. драго ми е што луѓето, како се вика, се уште се сеќаваат и се уште ме знаат како детето Дребис или особа која што е, или некој ќе ме чабе, се уште си у Холандија, некој памтат уште кога излегов од Холандија, некој тие што Некој со Сплит те некој со Сплит те поврзуваат. да, Така е, некој со, така е. така да се зависи од кој период од мојата кариера. Еве, здрави Боже, наредна година славам 30 години од Собственото творештво и да, кариера. од 96-та кога излегов од Македонија, еве 2026-та 30 години кариера. Од кога почнав професионално да се бавам со оваа професија, од танчер, кореограф, директор, педагог, така да за овие 30 сега- години многу ствари Да, помина. го споменавме супер се. Сплит, директорската функција и велиш утре повторно одам тама, има можност веројатно нешто повторно да се Хајнка случи, повторно го бара но Игор Киров на Хрватското Ќе народно да, казалиште исто така еден момент кој што добро ја опишува и отсликува твојата биографија и остави голем печат и таму се покажа добро. Мора да признам дека во тие денови кога те имавме со Цеца, нели, баш кога беше директор на Хајнка, имаше едно исполнување поинако кај тебе. Експресијата баш даваше Игор Киров дека е задоволен во моментот дека таму може да направи трансформација во репертоарот и генерално Хајнка која што и таа се соочувала со некои свои подови и падови всушност нели во своето постоење како Да, културна ја установа. види, да бев задоволен, тоа не го криев затоа што навистина направив една Преседан. Да, една преродба на Сплитскиот балет, барем така, сега кога вечерни лист, кој е еден од водечките медиуми вечерни јутрени ќе те стават на културна во рубриката културна во култура и на почеток ќе стои Киров го препороди Сплитскиот балет, сепак импонира. Убаво е да го слушнеш тоа затоа што навистина за тој период додека бев директор доста ствари променив, доста ствари направив, го подигнав балетот на едно друго ниво, а кој за жал после тоа, знаеш, тешко се гради, многу лесно се руши. Да. Така да, еве, поминаа Малку 4 треба за да години се- од тогаш и тој балет малта не да не постои. Се спушти на едно од едно европско ниво, се спушти на едно локално ниво кое што и тоа локално ниво не јас не се сеќам да во Сплит делевме карти. Карти се тражеа, сега се делат. Тоа Да, е. покажува фактот. Тоа е факт. Добро, еве нема да навлегуваме, меѓутоа во моментот се уште има простор да те повикаат повторно веројатно да Здраве. Здравје. би прифатил таков голем ангажман повторно? Па не, тоа не е за мене, мислам, I've been there, I've done that. Така Не, да сакам ги кажам, знам, го знам системот, да, го знам меѓутоа, начинот. која животна епока и поглавје, години си носат некои своји предизвици. Викам, дали сега во моментот се чувствуваш дека би сакал да бидеш на Види, некоја јас сум, поводна позиција? Сплит ми е на мене втор дом. Иако живеев во Германија 20 и кусор години, сепак Сплит со тие 5 години додека го живеев таму, Така го повеќе го чувствував како свој втор дом. Доколку се спојат сите коцки, why not? Имам други ангажмани, други ствари, јас морам сега да избалансирам што ми е поважно, дали да имаш функција, а да не твориш моментално или да бидеш креативец, да твориш и да можеш да те се сетам да се вратам, ќе морам прво период да се затворам таму, додека да се постави сето тоа на здрави нози, па потоа да творам. Значи тоа може би да трае година-две. Треба Да, да да, влечеш да. малку Така од да, дното трансформација што мала видиш. Зошто кога можам на пример да креирам? Како во случајот Така. во Перн, така беше? Да, во Перм, да. Така да види, оваа година ова ми е трета премиера. Трета целовечерна премиера. Преку Германија, моментално ја гледаме представата Прометеус, значи со симфонискиот оркестар во градот Хоф во Германија, единствениот балет кој што Бетовен го има напишано, а тоа е The Creatures of Prometheus или како да се Суштинството на на Прометеус. Прометеус. Преку представата Ајде, која ја направив заедно со Бојан во јули, до Реквием сега во септември. Така да е супер кога креираш, но исто треба да знаеш кога е доста и кога знаеш секој си има свој лимит на колку може така да Да не премине од Па мислам потоа знаеш кога ќе ти се збијат многу ствари потоа се повторуваш. Не знам кореограф кој што кога ќе стави 5 премиери, тоа е, ние не сме, значи се е направено, се е видено, само зависи како ти ќе ги склопеш коцките внатре и како ќе добиеш инспирација. Така да мене мислам дека пак ќе кажам, трета премиера, од сите 3 премиери задоволен затоа што испадна сите успешни, последната имав како и во Германија, така и во Македонија и сега во Русија,
кога публиката ќе те награди со 10-минутен аплауз, и тоа руската публика која знаеме колку знае да цени што е зборот танц, што друго и да кажам јас е сувишно, така да премиерата распродадена, втората, третата представа распродадени, септемвриските представи распродадени со 800 луѓе внатре. Еве сега се ставени уште Говориме за поемата за лакањето. За поема, да. Уште 3 се ставени во октомври, кои што двете се веќе скоро распродадени, тоа при крајот. Така да тоа без никаква реклама. Нема реклама, ништо стави. Перм е препознат ли како град на културата или бастион на танцот? Вака, првото балетско училиште во Русија е во Перм. Вистина? Да, значи од таму почнало, потоа се префрлува Ваганова во Москва, но првата едукациона начин едукација, балетска едукација во Русија е во Перм. Така да од таму почнува таа нивна, како да кажам, културна надоградба на зборот балет, танц, плес, игра. Именно. Сакам да те прашам, бидејќи вистина во својата биографија во овие 30 години, рече си сега, имаш прилика да соработуваш со светски познати кореографи, да не погрешам. Иджик Галили, да. Бил Ти Джонс, сериозно од нивната алатка мајсторство, знаеш и до ден денешен да примениш од овие светски врвни кореографи, сега веќе и ти си интересално име, меѓутоа знаеш да примениш нешто од мајсторството? Вака, од нив учев. Ја додека играв, учев. Значи, ти не се раѓаш роден кореограф. Значи, мора да имаш нарочите кога си кореограф кој што сака движења. Така да, Ицек ми беше првиот директор, како први директор, како професионално. Така да, учев додека играв. Нормално сега јас си створив свој вокабулар и свој начин како јас функционирам, но на самите почетоци кога јас почнував да правам кореографија, да. Многу од тие кореографи со кои што работев, јас имав колку 20 сезони играв и работев со многу кореографи од многу компании, многу гостувања, многу представи, така да сето тоа си го направи своето, да со тек на времето, како созреваш како танџер и сваќаш дека да D-Day, кога треба да кажеш збогум на танцовата сцена се наближува, на тај начин доколку имаш имагинација, визија и начин како ќе ги трансформираш тие работи, почнуваш да правиш кореографија. Барем така беше со мене. Почнував од дуети до трија квартети, па се до големи представи кои што има 55-56 Колку има оваа во Русија сега? Во Русија има 17. 14 ансамбл и тројца солисти, Беатриче, Данте и Виргал, кои што се трите главни роли внатре. При представата во Белград лани имаше 55. Која ти била со максимум играчи? Белград, да. Бановиќ Страхиња беше затоа што е национално дело и тука мора да се постават многу карактери, многу имаме српскиот народ, турскиот аскер, влегување, како македонска крвава свадба иста, и да формираш македонска крвава свадба утре ти мора да имаш македонски народ и турскиот аскер кој влегува, ја граба цвета, жетва, свадба, сето тоа захтева масовна слика за едно национално дело. Убаво е кога имаш масовни слики, затоа што тие масовни слики на некој начин ја отсликуваат таа култура на тој народ. Ја спомна македонска крвава свадба, таа споменавме и претходно, што се случува со Ќе ја спомнувам. Ќе спомнуваме дека не се реализира. Можеби за 30 години. Не, здравје. Идејата беше тоа за наредна година, сите знаеме дека славиме 30 години независност, тоа е првенствената идеја. Во разговор со председателката и ја мојата 30 години кариера во разговор со ќе се поклопат работите. Па има, сега ќе видиме, добив како да кажам, зелено светло или голем интерес од страна на председателката Гордана Селјановска дека е заинтересирана, дека тоа е добар потек да се направи. Сега бев заузет со многу други ствари, здравје Боже. Кога ќе се вратам во Сплит, можеби ќе почнеме со некој друг начин на преговори, видиме што се дешава со националната институција, со Министерството за култура, да, здравје Боже, успееме да го направиме тоа. Ако има, пак ќе кажам, желба, сила, идеи,
да се сето направи, јас сум секој штука, представата е направена, скоцкана, сакам да кажам, на папир ставена со целосен тим, со сценографија, со костими, со музика, така да со либрето, здраве Боже, да сме живи здрави, што би рекле русите, шак за шаком или чекор по чекор. Здраве само мислам дека доколку се има желба, волја да се направи едно дело од национален интерес, значи баш од национален интерес, кој што ќе осликува нашата култура, и ќе биде препознатливо. Па ќе кажам, јас сум секој штука и отворен и расположен за соработка. Сега, доколку другите страни се во прашање се многу страни кај нас. Доколку се најдеме Останува да видиме. Игор, здравје Боже. Во која последна балетска представа ти лично уживаше? Зборам да не е работа, туку не знам, да одиш и да погледнеш. Да бидеш обсерватор и каде беше тоа? Критичар во случајот. Затоа што и ти сакаш да си погледнеш добра гледав, представа. се има моментално размислувам што последно од стварите што ги имам гледано, мислам дека беше тука е некаде, ќе се сетиш. Не, во Германија беше, во Германија. Тука на нашиот простор немаш избор што да гледаш. Немаш во Белград постои фестивалот. Па нема, мене прашањето ми беше и во светот. Не, во свет мислам дека бе нешто добро гледаше, нешто што посакуваш да го гледаш. Мислам дека е во Минхен, да. Кога бев во Хоф, затоа што е во Бајер, се спуштив, затоа што Хоф е последниот град во Бајер, се спуштив и гледав Трипл Бил на Кристал Пај, Пол Лајтвуд, Сол Леон и не знам кој беше третиот, мислам дека беше Ратмански, представа кој што навистина две од тие три ночинки ме воодушеви, затоа што Кристал Пај за мене представува една од инспиративните кореографки во денешницата, особо кој што барем мене ми инспирација, кој што секогаш доаѓа со нови идеи, нов капацитет на изненадување кога ќе гледаш, така да мислам дека беше во февруар во Минхен, додека бев во Германија, во Русија, за жал, тоа што го погледнав од операта во опера, не ти се допадна? Не, затоа што пак ќе кажам, нивниот модерен е за нас long time ago. Сериозно? Па не се они, сега они се повеќе за класиката во затоа постои тие модерни компании што бев јас, што го практикуваат, али операта како опера функционира на еден друг начин и пред целиот конфликт беа up to date, малку сега со ситуацијата, Болшој се што го држи до своите си има, но не бев нешто воодушевен од тоа што го видов од операта, но за разлика од компаниите кај што бев, пак ќе кажем, тие одржаваат репертоар кој што е 20 години стар и тоа е се уште изненадувачки добро да се гледа. Така да тука кај нас, за жал, нема ништо. Стварно не сум, мислам, и нема што да видиш. За жал. Ајде, ќе посакаме ние 30 годишно творештво да биде враќање некако на тие убави балкански македонски мотиви и убаво би било со македонската крвава свадба некако да биде нели повторно реинкарнација некоја своја, не дадоло да го имаш нели како понуда. Добар помин во што да се случи во Сплит. Ќе те чекаме за некој месец повторно и се надевам дека конкретно и поема за талкањето ќе биде само една убава завршница, уште нешто конкретно за оваа 2025. Па да, ова ми е, фала на сите убави желби, ова ми беше последната представа, кој што реков, нареден чекор ми е Академијата во Љубљана, каде што сум визитинг професор и секојаш идам таму и ми е драго кога соработувам со млади, нови таленти, кои што се генерално повеќе од Балканскиот регион. Така да со тоа крај ноември завршувам, доколку нешто не се случи измеѓу. И потоа 2026-та, 30 годишна кариера, здраве Боже, имам планови, но пак ќе кажам, се зависи како ќе се избалансираат сите други работи. Избалансирај ги, да речеме да бидат некако месеци на Игор Киров, зашто па да не да се чествува твоето лик и дело и вистина ќе посакам ако појдете во Перм, во Русија, во овие нови изvedби во октомври, да ја гледате поема за талкањето, ако најдете и карта, бидејќи е ретка прилика ве нашиот Игор Киров сепак да постави на ваква култна сцена. Чувај ни се до следен пат. Фала на поканата и здраве Божи, се гледаме секој зубови работи. Те чека утринска на Телба.